Марко Бислимовски, шеф на регулаторната комисија за енергетика во утрински брифинг по неговата вчерашна категорична изјава нема дозвола за градба доколку немате приклучок за парно. Кои се мотивите? Значи во овој момент се носи нов закон за градба и регулаторната комисија за енергетика ќе превземе иницијатива и ќе предложи при носењето на овој закон за градба, кога ќе се издава одобрението за градење, точно да се наведе секоја зграда на што ќе се грее, односно и секој нов објект на што ќе се грее. Значи мотивите се тамо каде што имаме организиран систем за греење, апсолутно да се искористи тој организиран систем за греење, а во градот Скопје сега во моментов го имаме системот за топлинска енергија и поради тоа сметаме и цврсто сме убедени дека на тој начин ќе ја зголемиме ефикасноста при греењето, и исто така сериозно ќе се влијае и на загадувањето на воздухот, кое што е мощна и актуелна тема во зимскиве месеци. Значи поентата е од тие ресурси со кои што располагаме како држава на најефикасен и на најекономичен начин да го решиме греењето на граѓаните. Значи тамо каде што има организиран систем, не гледам логика и да проаѓа цевка, односно системот за дистрибуција за топлинска енергија, да не се приклучуваат инвеститорите кои градат нови згради на овој систем, туку да се приклучуваат на електрична енергија, што прави проблеми на системот. Дали не фаворизирате топлинска енергија, без оглед дали ќе биде на газ или на нафта и така натаму, наспроти другите алтернативни екосистеми, например фотоволтични или топлинска пумпа во земја која создава грење, штеди струја? Значи топлинската енергија кај нас се произведува од природен газ и кој што е најеколошко гориво во моментов со кое што располагаме. Треба да знаеме дека и електричната енергија која што ја произведуваме од сопствени потреби, најголем дел ја произведуваме од јаглен. Значи имаме сериозни загадувања на воздухот во тамо каде што се термоцентралите, пред се во Битола. Значи не фаворизираме, туку тамо каде што постои развиен систем, потребно е инвеститорите во самото одобрение за градење, како што се пишува, како што е наведена висината до каде може да оди една зграда, исто така сега во одобрението за градење ќе биде наведено дека греењето е задолжително да биде на топлинска енергија, односно преку системот. Инаку ако покаже инвеститорот дека има енергетски поефикасен систем, како би го решил тој проблем со греење, не е тоа спорно, може и тоа да се изведе. Ние и во новите правила за снабдување со топлинска енергија, тоа го кажуваме. Значи еден стан може да се исклучи од системот за греење, единствено доколку покаже дека новиот начин за греење ќе биде енергетски поефикасен и поекономичен. Значи поентата е да имаме и заштеди на енергија, бидејќи ние како земја увезуваме 100% природен газ, 100% нафта и 30% електрична енергија. Значи треба да се однесуваме економично и домаќински кон енергијата. Господин Бислимовски, дали на овој начин не значи некаков упад во овој концепт инверторите бидат составен дел на алтернативата наспроти греењето дома на цврсти горива? Апсолутно не значи, бидејќи со овој концепт кој што ќе го предложиме при носењето на законот за градба, точно ќе се знае во кои делови на градот Скопје и во другите општини на што ќе се греат граѓаните. Значи тамо каде што нема развиен систем за топлинска енергија, тоа е кај куќите, најверојатно греењето ќе биде на електрична енергија додека не дојде природниот газ. Значи ние не можеме да шириме дистрибутивна мрежа за топлинска енергија тамо каде што има куќи, бидејќи и трошоците на граѓаните за греење со топлинска енергија би биле далеку повисоки, а исто така и во онамо каде што ги имаме тоа искуство во градот Скопје, пред се тоа е оној дел на водно каде што има куќи, трошоците се многу големи, а исто така загубите на топлинска енергија во мрежата се многу големи. Значи насекаде во светот греењето на куќи се решава преку природен газ, се решава преку новиве еколошки системи, термални пумпи, воздух, земја, воздух
и така натаму. Значи поентата на цел концепт ќе биде точно да се знае во кој дел од општината што ќе се грее, за да си знае и операторот на дистрибутивниот систем за топлинска енергија каде да шири својата мрежа, однапред да му е познато, и исто така и операторот на дистрибутивниот систем за електрична енергија да знае точно во кои делови на град Скопје да си ја зајакнува својата мрежа. Теоретски, доколку сега во зградиве каде што се во Скопје кои што користат топлинска енергија се исклучат од парно и се префрлат на електрична енергија, ние ќе имаме апсолутно сериозен проблем. Поради тоа што мрежата е проектирана за домаќинства кои што би се грееле со топлинска енергија. Значи со законот ќе се прецизира, тоа е плански да планираат сите. И операторите на мрежата и инвеститорите со цел да имаме зголемена ефикасност и економично трошење на енергијата. Дали ваквиот притисок на оден начин повторно ќе ја фаворизира, ќе направи дебаланс на пазарот, ќе ја фаворизира, да речем, условно топлификација и правото на граѓаните да се исклучуваат од топлификација кој сметаат дека е алтернативниот избор поевтин? Значи, доколку граѓанинот и во овој момент покаже дека во згради каде што има топлинска енергија, дека новиот, алтернативниот начин на грејење е поефикасен од грејењето на топлинска енергија, граѓанинот има право да се исклучи. Ние не го нарушуваме тоа право, но да се исклучи и да се грее на електрична енергија е некоректно. И таа електрична енергија, како што кажав, ние негде ја произведуваме. Ја произведуваме во најголем дел во Битола, и во Битола тоа ни прави проблем со загадувањето и скапо е производство на електрична енергија. Инаку, ако анализирате, насекаде во светот не се дозволува лесно исклучување од системот за топлинска енергија. Насекаде во светот, особено во Европската унија, однапред си знаат инвеститорите на кој начин ќе биде решено грејењето. Ние не измислуваме сега топла вода, тоа што се применува во Европа, тоа треба да го примениме и кај нас. Ако ни е таа идеја да се снабдуваат луѓето во широката потрошувачка со топлинска енергија, што ќе направиме со достапноста на газ за домаќинствата? Дали тука при инсталирањето на дополнителната опрема за семејните куќи за зградите ќе има некакви бенефити? Значи, во сега во Скопје мрежата за топлинска енергија е расширена пред се во општина Центар, во општина Карпош, има дел во општина Газибаба и делумно во општина Бутел и во општина Чаир. Но секаде таа е најразгранета таму каде што има згради. Како што кажав и пред малку, грејењето на парно, на организиран систем за грејење со топлинска енергија, како што е во Скопје, во куќи е економски неисплатлив и за граѓаните, добиваат превисоки сметки, и исто така од аспект на загуби на мрежа, таму се најголеми. Бидејќи во зградите имаат повеќе станови, се помеѓу себе имаат зидови и нема загуби на енергија. Овамо кај куќите има поголеми загуби на енергија и апсолутно тамо, кога ќе се направи тоа мапирање, апсолутно единствено логично решение е да се воспостави грејење на природен газ. Инаку во светот... Тоа значи дека дистрибутерот до куќата или до стамбениот објект ќе ја донесе топловодот, а деталната мрежа, односно подстаница, да речем, на газ, треба домаќинствата да ја финансираат. Приклучокот за газ си го плаќа потрошувачот. Колку тоа би чинило по проценки? Па во зависност има различни искуства, како што знаете сега владата започнува постапка за барање на јавен приватен партнер кој би ја развил дистрибутивната мрежа на територијата на цела држава. Некои искуства, како во Турција, на пример, еден од условите во тендерските услови е и тој инвеститор кој што ќе понуди најниска цена за приклучок. Така во Турција, да речеме, цената за приклучок, кој што го примениле овој концепт, изнесува 100 евра, а исто така што е многу битно, инвеститорот, тој што ја развива дистрибутивната мрежа, им дава поволни услови на граѓаните да се ги заменат сите уреди кои што треба да користат природен газ. Значи котле за грејење, за парно на природен газ, шпорети, фрижидери и слично, им дава повластен период од 4-5 години, сето тој трошок кој што го имале на почетокот да го подели на
да го подели на повеќе години за да не го осети како трошок. Ние тоа во Македонија веќе го имаме. Како што знаеме во Телеком телевизор да се купи нов, си доаѓа во сметката за телефон и тоа се распределува на 4-5 години. Марко Бислимовски, шеф на регулаторната комисија за енергетика во утрински брифинг на крај. Под притисок сте да ја зголемите цената на струјата? Бидејќи по секоја цена се обидувате да ја заштитите. Не, значи ние имаме методологија на кој начин ја определуваме цената на електричната енергија и нашата методологија е призната, верификувана и ги одразува реалните трошоци на предпријатијата. Инаку во овој момент, односно од оваа година, ние повеќе не определуваме цената на електрична енергија на ЕСАМ, производната цена, туку ЕСАМ тоа си го прави сам пазарно и поради тоа што ЕСАМ имаше огромни заштеди во 2018 и 2019 година, околу 80 на милиона евра тоа беа. Пред се тоа се должи на огромното намалување на трошоците во рудниците. Некаде ако во 2013-14 се случувале трошоците во рудниците да бидат и 120 милиона евра, во 2018 и 2019 трошоците во рудниците паднаа на 78, 79, 80 милиона евра, што се огромни заштеди и предпоставувам од тие причини раководството на ЕСАМ цената која што ја продава на Евана Хоум како универзален снабдувач е нешто пониска од колку што имаше претходно. Значи од предпоставам врз основа на своите заштеди кои што ги имаат, тие пари ги враќаат назад кај граѓаните. Парно ќе зголемите? Парно ќе носиме одлука кон крајот на летото. јули и сега ги пратиме и цените на природниот газ, на нафтата, како што гледате имаме доста турбулентен период. Вообичаено цената на природниот газ ќе прати цената на суровата нафта на светските берзи. Јас би сакал да можеме да влијаеме на тоа, ама не можеме да влијаеме на овие случувања во светот, така да ќе видиме, се уште рано за да би кажале било што. Марко Бислимовски, шеф на регулаторната комисија за енергетика во утрински брифинг. Од сега натаму внимавајте што ќе градите, како ќе се приклучите на парно, обврзително ќе биде. Гасот до дома веројатно ќе биде субвенциониран. И благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.